Почитувани пријатели, соседи, драги Ѓорче Петровци, почитуван председател на ВМРО ДПМ господин Христијан Мицковски, почитуван кандидат за градоначелник на град Скопје господја Данела Арсовска. Ве поздравувам сите и ви благодарам. Ви благодарам за големата поддршка. Ви благодарам за енергијата. Многу народ има овде вечерва во паркот во Ѓорче Петров. Јас сум Александар Стојковски, ваш сосед, ваш пријател, еден од вас. Со ваша поддршка ќе бидам и ваш иден градоначалник. Ние Ѓорче Петровци сме честити и домакини луѓе. Јас сум семеен човек, сопруг Нелена и татко на Владко и Бојан. Професионалец и работам како лекар повеќе од 13 години. Мојата професија ми овозможува да бидам во непосреден контакт со обичниот народ, да му слушнам маката, да го разберам и да му помогнам. А токму тој дел од мојата професија, хуманоста, непосредноста, пристапот, индивидуалниот пристап кон решавање на проблемите на секој еден поединец, сакам да ги пренесам понатаму и во работењето на општината Ѓорче Петров. Лично верувам дека во животот може да направиме безброј добри работи, безброј добри нешта, да донесеме безброј добри одлуки и да изнајдеме безброј добри решенија. Само ако при тоа не се ограничуваме на тоа кој ќе ги добие заслугите. Силно сум мотивиран да работиме за сите луѓе. Силно сум мотивиран да ги вклучиме луѓе, сите луѓе, без при тоа да водиме сметка за нивниот политички ангажман и за нивната партиска припадност. Силно сум мотивиран да го вклучиме целиот човечки потенцијал, целиот интелектуален потенцијал на секој еден поединец во Ѓорче Петров, на сите професии, на сите адвокати, на сите лекари, на сите инженери, адвокати, пазарџи, приватни стопанственици, спортисти и уметници. Силно сум мотивиран да дарам се од себе за да победиме и да направиме функционална општина во која секој еден од нас ќе се гордее. Крајно време е да ставиме крај на поделбите, да ставиме крај на лошите одлуки, да ставиме крај на лошите решенија. Јас лично ќе водам позитивна кампања, затоа што силно верувам дека во кампањата треба да биеме тоа што вообичаено сме, а јас од тоа нема да отстапам. На моите политички опоненти ќе им посакам добро здравје и достоинствена кампања, што како Ѓорче Петровци на нас и ни доликува. Ѓорче Петров заслужува да биде модерна и урбана општина, со решени основни проблеми, општина пример за другите. Што можам јас да ветам? Можам да ветам многу работа, достапност, посветеност, соочување со проблемите, можам да ветам реални решенија, можам да ветам реализација на многу нови проекти во сите делови на Ѓорче Петров. Континуирана работа, а не кампањски или само пред избори, затоа што лично сметам дека тоа е нечесен однос кон граѓаните. Уште од првиот ден ќе работам како за една недела да има избори, а не како за 4 години. Иднина и енергија. Тоа ќе биде моето носечко мото. Да работиме за иднината на нашите деца, енергично и честно. Во изминатиот период јас и мојот тим посетивме многу локации во Ѓорче Петров. Ги посетивме сите населени места, се сретнавме со многу луѓе, собравме преку 1000 идеи. Заедно со Бојан, со Ленче, со Кендо, со Данчо, со Тони, се сретнавме со сите поединци и групи на граѓани кои имаат проблем и за кои никој не нашол време да ги слушне, ниту пак понудил решение во изминативе години. И тоа мора ние да го промениме. Во наредните 4 години јас и мојот тим ќе го смениме ликот на општината Ѓорче Петров. И јас тоа овде ви го ветувам. Не би сакал Ѓорче Петров да се претвори во спална соба како некои други делови од градот Скопје. Ѓорчевци сакаат да се дружат, да спортуваат, да рекреираат и ние тоа ќе им го возможиме преку нови функционални целини и содржини во кои сите генерации заедно ќе можат да рекреираат. Мојата визија за Ѓорче Петров се премели на 3 главни столба, а тоа се одржливо управување и заштита на животната средина, технологии и иновации во функција на достапноста на услуги за сите граѓани и одржливо планирање и реализација на постоечката и нова инфраструктура. Сакам да направиме општина во која ќе има функционален систем,
во која нема да има потреба да се бараат врски за уписи во детски градинки. Нема да треба да се бараат врски за уписи во училишта или да мора да имате врски за да добиете основен документ од општината. Не може повеќе така и тоа мора веднаш да се промени. Мојот фокус како и секогаш ќе биде здравјето на сите луѓе, преку заштита и развој на животната средина и преку промоција на многу нови проекти за подобрување на јавното здравје во општина Ѓорче Петров. Ќе предвидиме развој и реставрација на над 20.000 метри квадратни површина нови паркови низ целата општина. Ветувам и нов централен парк кој ќе биде најубав во целиот град. Доста високи згради и окупиране тротоари. Време е за паркови. Но она што навистина сакам е Ѓорче Петров да стане белите дробови на град Скопје. И нескромно ќе ја кажам мојата цел. А тоа е 1 милион нови дрвја во Ѓорче. 1 милион нови дрвја во Ѓорче Петров на целата територија на Ѓорче. И тоа е проект во кој ќе се вклучи целата заедница. Тоа е проект во кој што ќе се вклучи секое семејство, ќе се вклучи секој училиште, ќе се вклучи секоја градинка. Проект кој ќе го реализираме со сите заедно. Редно е веќе да ставиме крај на улиците со кал во Ѓорче Петров, а тоа ќе го реализираме преку проектот Ѓорче Петров без кал, со кој ќе ги опфатиме сите неасфалтирани улици. За една за секојаш да ја затвориме оваа тема, што и секојдневно обврска во работата на општината. И не може некои луѓе поединечно ги потенцираат како посебни проекти. Нема повеќе да се носат детални урбанистички планови шверцерски и со брзина на светлината. Плановите ќе се носат инклузивно, поширока стручна дебата со експертите и со граѓаните. На прво место ќе биде интересот на граѓаните. Ѓорче треба да се развива, но онаму каде што може и каде што нема да се загрозуваат човечките потреби за нормален живот. Време и Даме Груев, Волково, Ново село, Орман и Никиштани и Кисела Јабука да добијат друга сообраќајна артерија освен мостот во населбата Даме Груев. И наскоро сојниот градоначелник на градот Скопје, господјата Данела Арсовска, ќе понудиме решение за тој проблем. Ќе го отвориме Ѓорче Петров со нови сообраќајни артерии и ќе ги решиме тесните грла. Докажавме во минатото дека можеме со изградба на трите кружни тека. Кружниот тек е Порта Влае, кружниот тек кај СП Планет и кружниот тек кај црквата Свети апостоли Петар и Павле. Докажавме со пробивање на булеварот Партизански одреди и со пробивањето на улицата 4 јули. И кога зборувам за кружни текови, не мислам на кружниот тек во Волково, него зборувам за реални кружни текови од оној како што е кај Порта Влае. Младите луѓе ќе добијат приоритет, ќе добијат содржини, услови, проекти и простор за работа што ги задржи во Ѓорче и во Република Македонија. Младите брачни паврови повеќе нема да ги шетаат своите дечиња на небезбедни површини и окупирани тротоари. Секој населено место ќе добие содржина која ќе ги исполнува овие потреби, а наскоро ќе видите и визуализација за дел од проектите кои што ги предвидуваме. Ќе предвидиме и 2 нови детски градинки и надграда на постоечки со цел да се зголеми капацитетот, а ќе воведеме и јавно достапни списоци за да се спречат манипулациите при упис на децата во детските градинки. Економските субјекти во општина Ѓорче Петров ќе добијат отворен партнер за соработка. Општината Ѓорче Петров и јас како нејзин градоначалник ќе сториме се во нашите надлежности за да привлечеме што е можно повеќе компании кои ќе работат и ќе создаваат работни места. Фокусот ќе биде на компаниите од IT секторот, високотехнолошките компании, овие компании кои што возможуваат создавање на поголема додадена вредност. Ќе создадеме услови за технолошки хабови да дојдат и да инвестираат на територија на општина Ѓорче Петров. Граѓаните на Ѓорче Петров мора да добијат поголеми можности за вработување и закачување на нашиот животен стандард. Ќе донесеме сет на проекти и мерки кои ќе го олеснат патот на инвеститорите во општината Ѓорче Петров. Сериозно ќе пристапиме на искусните, на пензионерите, и тие се дел од нас и тоа го заслужиле. Друженијето на пензионери ќе ми има како најдобар пријател и прв соработник. Ќе ги удостоиме со достоинствени услови. Ќе работиме на подобрување на инфраструктурата која што ќе овозможи подобри услови за нивен престој и социјализација. Ќе бидам партнер и во нивните
активности ќе им помагаме и во нивните патувања и ќе им креираме нови содржини за нивна рекреација и за релаксација. Тоа пензионерите во Ѓорче Петров го заслужиле. Спортистите во Ѓорче Петров ќе бидат дел од мојот тим. Јас сум страствен влюбеник во спортот и во масовниот спорт, во трчањето. Бидете со нас и гледате како спортот во Ѓорче Петров ќе доживее ренесанса. За Ѓорче Петров ќе предвидиме најмалку 2 трки. Една друмска трка и се надевам дека уште поуспешна ќе биде планинската трка во Ѓорче Петров на падините планината Кучкова. Ќе го реализираме и проектот Спортски центар во Хром со ново фудбалско игралиште по стандардите на ФИФА, нови тенески терени и трим патеки. Тоа го направивме еднашка во минатото, повторно ќе вложуваме во спортската инфраструктура. Никој нема да биде вратен назад. Никој. А наредните 4 години ќе атакуваме на медали во сите спортови во Ѓорче Петров. Нема поголема чест од тоа да ја водиш општината каде што си израснал, каде што си растел и каде што си учел, каде што живееш со своето семејство и растат твоите деца. Нема да дозволам ниту еден од вас доди со наведната глава. Ќе работам секој ден за вашите потреби и мојата канцеларија ќе бидат улиците, сокаците, игралиштата, секаде каде што ќе бидат проблемите на народот. Иднина и енергија се на наша страна. Имаме шанса да го промениме ова сивило. И јас ја барам вашата поддршка, за да го вложам сиот свој човечки потенцијал и квалитет кој го поседувам во една поубава и поуспешна приказна за Ѓорче, во една поубава општина, пример за сите други. Драги пријатели, почнуваме со работа и не застануваме. Доста беше загубено време. Ќе го направиме Ѓорче да биде наша гордост. Ве повикувам сите, без разлика на било каква партиска определба, нација, пол или вероисповест, да ни се приклучите, затоа што ние ќе победиме и затоа што Ѓорче ќе победи. Да сте ми живи и здрави. Да живее Ѓорче Петров, да живее Република Македонија.